Општина Велес се вклучи во одбележувањето на Европската недела на движење која годинава се спроведува под мотото Нашите улици, наш избор. За таа цел денеска беше затворена за сообраќај улицата Димко Најдов, па од Стармост до манастирот Свети Димитрија пешачеа огромен број ученици, но и повозрасни граѓани. Со затворањето за сообраќај на улицата Димко Најдов, која води од Стариот мост преку Долни Дуќани до исклучувањето за автопат, сакаме да упатиме порака до граѓаните за порационално користење на автомобилите, за намалување на нивната употреба, не да се коси тоа во согласност со урбаниот начин на живот, но за поздрав начин на живење и одвивање на сообраќај. Сметаме дека на овој начин пораката ќе стигне до граѓаните, се во интерес на здрава животна средина, поздрав начин на одвивање на сообраќај, помалку издувни гасови и би рекле заштеда на семејниот буџет. Учесниците во денешниот марш ја испратија пораката за одговорно користење на автомобилите и што поинтензивно искористување на сите видови превозни средства кои не влијаат на загрозување на животната средина. И лекарите ги потенцираа ефектите од секојдневното пешачење во насока на подобрување на здравјето кај луѓето. 10 километри на ден, секој ден, да се пешачи е навистина нешто кое што би го одржало здравиот живот, кое што би ја подобрило циркулацијата на сите наши граѓани. Тоа би можело да се изведе со статички точак, например 30 минути возење 10 километри, или да отидете во вашите стадиони кои што ги имате во секој град, пошто ова го гледаат сигурно нели и други граѓани. Сметам дека мора секој жител да си вложи малку во своето здравје. Навистина тоа е пола час секој ден вежбање за да си го продолжите својот живот. Голем е бројот на пензионери во градов кои секојдневно поминуваат пеш по неколку километри, што пак велат им ја подобрува здравствената состојба. Дел од нив денеска се вклучија во одбележувањето на Европската недела и дадоа пример за младите генерации. Ја не пешачам само денеска, воа ми е втора. Цабајле станувам од 7, пешачам едно 2-3 километра, се вратив дома, поедов и дојдов право ваму веднага. Пешачам за моето здравје, малку да ослабам, тен сум крупна, па да ме биде полесно и поубаво. Се знае, чим пешачиш, веднага добиваш енергија за подобро живење. Ние пензионерките се вклучивме во оваа активност. Здрав дух, здраво тело. Да дадеме допринос и пример на генерациите, на нашите следбеници, дека пешачењето е основа за здраво живење. И Општинското основно училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот традиционално се вклучи во одбележувањето на Светската недела на движење и денот без автомобили. Па голем број ученици денеска токму од дворот на училиштето се упатија со своите велосипеди, со цел да испратат својата порака, младите што почесто да ги користат еколошките алтернативи за превоз.